Tvoj me vodi, zaradi imето Tvoje, Tatko moj, te ljubam, mil Isuse. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, mil Isuse, Tvoj čezov spokoj mi dava, živa voda potrobava. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, mil Sino Tvoj, Isus, da go spasi. Bogoroden vo Tebe sum, Tatko moj nebesen, Tatko moj nebesen. Se vraćam pak kaj Tebe. Da li sakaš da se vratiš kaj Него, kaj Tatko to nebesen? Da li знаеш дека си дете на земјата и небесен Татко? Дека потребно е да се помириш со Бог, со Таткото, со Отецот, да не викаш Господе, Господе, туку да викаш Татко, Татко мој, Татко. Дали викаш Татко? Ако не викаш Татко, ако не ти е јасно дека твојот Татко создал се, ти си на земјата, паднат си, имаш малку време, малку. И луѓето ќе речат, како помина бе овој живот. Ќе паднеш, ќе го потрошиш, не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молесот и црвите, каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Собираш богатство на земјата, си работиш како Каин, знаете, и потоа помина твоето време на милост, се затвори портата и одеднаш се прашуваш зошто да умрам, зошто стареам, зошто вака и така. Читаме прво Солуњаните, овде сум во Егејска Македонија, денеска Република Грција, еден народ христијански кој не признава друг народ. Нема таков јазик, нема таков народ. Тоа е интересно, христијани не признаваат христијани, а Исус вели, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите. Значи не се ученици на Исус, ученици се на некој друг, на духот на овој свет. Читаме Христос ќе дојде ненадејно. Нема потреба да ви пишувам за времето и датумот кога ќе се случи ова. И апостол Павле беше наеднаш погоден од духот, ослепе падна од конјот, Ананија положи раце и веднаш почна да проповеда. Значи го обзеде духот, комплетно се предаде. И ние сега зборуваме, тој им пишува тоа што го слуша од духот. Вие сигурно и самите знаете дека вели не живеам јас, Христос живее. Ете тоа треба да го постигнеме. Христос да живее вистински во моето срце. Христос да ме води, Он да управува со мене. Не јас што сакам. Вие сигурно и самите знаете дека доаѓањето на Господ ќе биде ненадејно, како кога крадец неочекувано упаѓа ноќе. Кога луѓето од овој свет ќе си мислат сега сме мирни и безбедни, тогаш неочекувано ќе им дојде уништувањето. Како кога породилни болки доаѓаат на жена што треба да роди, тоа неминовно ќе се случи. Ние знаеме дека луѓето се привремено во овој свет. Заминуваат, а ти се однесуваш како да ќе те биде трајно, како трајно да ќе живеат. Луѓето заминуваат, тоа е целата суштина. Телото оди во земја, а душата и духот одат као нешто ги дал. Но вие што сте христијани, дали сме христијани, не живеете во мрак, па во тој ден нема да бидете непријатно изненадени како од крадец. Кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Кој врви дење не се сопиња. Кој оди ноќе, јас врвам дење по Исус, не се сопињам. Вие и припаѓате на светлината на денот. Дали?
а не на темнината и на ноќта. Треба да му припаѓаш на Исус. Тоа значи припадност, затоа да не бидеме заспани. Исус им вели, бидете будни како другите луѓе, туку да бидеме будни и трезвени. Што значи тоа будни? Па буден, разбуден си. Знаеш зошто си овде. Имаш малку време да повикаш кон Исуса со сето срце и душа, да ја примиш силата на љубовта, на Духот Свети, да победиш. Ноќе луѓето спијат, будни се, ноќе се опиваат, но ние што му припаѓаме на денот, на Исус, треба да бидеме трезвени, треба да се вооружиме со вера и љубов. Сето оружје Божјо, да се вооружиш со вера, со Исус. Исус ми слегува еден текст, што значи поверува и затоа зборува, а сега зборуваме верувам, поверува едно, новокрстени христијани, новопристигнати, искапени од надвор, но Духот се уште не слегол. Треба да се вооружиме со вера и љубов, тие да ни бидат како штитник на градите, штитот на верата. Верувам во Исус, не отстапувам, не се плашам. Оклопот на праведноста, не осудувам. Шлемот на спасението, оставам секоја мисла да е покорна. Треба да се вооружиме со увереност, пази го ова, дека ќе бидеме спасени. И тоа да ни биде како шлем на главата. Не размислувам ја што ако. Секоја мисла е покорна на Исус. Бог не одбра за да не казни, туку за да бидеме спасени преку нашиот Господ Исус Христос. Исусе, те љубам, кој умре за нас, за да му се придружиме, и вечно да живееме со Него. И вечно да живееме со Него, без оглед на тоа дали кога Тој ќе се врати, ќе бидеме живи или починати. Затоа продолжете да се охрабрувате и да се изградувате еден со друг, да се изградуваме еден со друг. Затоа е потребно заедништво, каде слегува Духот, јадеме духовна храна, се надградуваме еден со друг, те сакаме Господа Исусе Христе. Умре за нас, Исус умре за нас, а ние не интересира, плачеме за земни работи, за надпревар, за филм, за човечки разделби. Дали си проронил барем една солза за Исуса Христа? Продолжете да се охрабрувате и да се изградувате еден со друг. Еден со друг. Појасот на вистината. Си се фатил, си се стегнал за Исус, сето оружје Божјо и не отстапуваш. Драги христијани, упатства за меѓусебните односи во црквите, ве молиме да им оддавате признание на оние што вредно работат меѓу вас, што ве водат, старешина на заедницата, во Господовото дело и ве поучуваат, ако се поставени од Исус, искрено да ги почитувате и да ги сакате заради тоа што го работат. Искрено да ги почитувате и да ги сакате, ве молиме да не се карате, опоменувајте ги мрзливите, охрабрувајте ги малодушните, помагајте им на слабите и имајте трпение за сите, како што и Бог нас не трпи. Долго трпелив е Исус, односно Таткото Небесен. Многу милостив. Он вечно не се лути. Гледајте, никому да не враќате зло за зло. Тоа значи да не постапуваш од себе си. Чекаш водство. Не зборуваш многу. Слушаш што ќе ти дојде во духот, како апостол Павле. Христос живее во мене. Он ги врши делата, како кај Исус. Духот ги врши делата. Јас не решавам, вели Исус, кој ќе седне од левата или од десната страна. Има некоја желба, например, во заедницата тој тоа да биде. Јас не решавам кој ќе седне. Напротив, однесувајте се добро
еден спрема друг и спрема сите луѓе. Исус не решава, па ни јас не решавам, ни апостол Павле не решава. Духот те води. Тоа треба да се постигне. Бидете секогаш радосни, радувајте се. Првите зборови Исус кога го сретнаа воскреснат жените беше радувајте се. Радувајте се и пак, постојано молете се и пак радувајте се. Молете се, ги поттикнувам сотрудниците секој ден да се молат. Што и да ви се случува, прифаќајте го со благодарност. Пазете, зашто така вие му припаѓате на Исус Христос, му припаѓаш припадност и собственост и ја исполнувате Божјата волја. Немојте да го задушувате дејствувањето на Светиот Дух. Ти не ќеш да слушнеш што ти збори, не ќеш да слушнеш укор, не сакаш да се промени, не бараш водство, самиот решаваш. Немојте да ги занемарувате пророштвата. Проверувајте се што се проповеда. Проверувајте се и држете се до тоа што е добро. Држете се настрана од се што е зло, од се што е зло. Самиот Бог кој е извор на мир, нема мир во светот, нека ве направи целосно свети. Не делумно, само однадвор си влегол во вода, си поверувал во Исуса, Духот се уште не е слезен и ти велиш крстен сум, односно искапен сум физички. Внатрешно капење, водна бања во Словото е потребно. Значи Филип положува раце, односно ги носи до Исус, тие влегуваат во водата, но се уште немаат дух, потоа доаѓаат двајца други апостоли, знаете. Одиме понатаму. Самиот Бог кој е извор на мир, нека ве направи целосно свети и нека го зачува чисто целото ваше битие, дух, душата и телото. Духот кој е вдахнат во душата, во телото станува жива душа, се до повторното доаѓање на нашиот Господ Исус Христос. Духот, душата и телото. Но оној што ве одбра, можете да му верувате. Он не одбра и ни даде вера. Тој на вистина ќе го стори тоа. Тој ги одбира неговите ученици. Ти треба да се кандидираш, да имаш желба. Секој што горе што желува, добива. Желне, вилне, сака, посакува, копнеш. Тој што копне добива. Пазете, потоа доаѓа првична еуфорија и потоа доаѓаат искушенија со тебе во кои ти треба да реагираш заедно, во заедништво со Исус. Драги пријатели христијани, молете се и за нас, затоа тие се молат за старешината на црквата. Поздравете се меѓусебно со Свет Бакнеш, со Свет Целив. Ве задолжувам во името на Господ Исус Христос да го прочитате ова писмо. Значи тој пишува писма, знаете што? Еве како што мене ми слегува да ги пишувам, тој ми кажува, Духот, не зборувам јас од себе, пред сите христијани, јавно, писмото, нашиот Господ Исус Христос нека ви биде благонаклонет. Благонаклонет. Па сигурно ако се надеваш на Него, ако мислиш на Него, ние сега зборуваме дали го познаваш Исус. Дали си се помирил со Исус и Отецот, па кога сум скаран, па паднат си на земјата, Сатаната е фрлен на земјата, има малку време, што бараш ти тогаш на земјата? Каде му е дадено власт, кратко време на Сатаната. И има две существувања на земјата, синови човечки, ѓаволски, телесни и синови Исусови. Дали си застанал пред Исус? Си се вратил? Каде? Па во умот. Кај си застанал? Во црква, во зграда, пред некој сотрудник, пред некој вистински негов ученик? Да. Дали само мислиш дека си во Исус? Мислиш ти, да, во Исус сум ја, како не? И на првото искушение се поклонуваш на светот и зверот, ќе ја дувнеш и ќе бараш помош од луѓе и живееш во проклетство. Но како се застанува? Каде е Исус? Каде да го најдам Исус? Улица Божјо царство небесно без број. Па да го отвориш портите на твоето срце и да копнееш по Него.
Вратата кон небото, цитат Лука 13:24. Вратата кон небото е тесна, затоа трудете се да влезете низ неа. Царството Божјо од Јован Крстител се освојува насила и силните го грабаат. Што значи тоа? Со Исусовата сила, во заедништво со Исус. А ти пред кого си застанал? Пред некој цртеж камен од дрво, пред кип, пред Исус како се застанува? На колена, спрострен, ничкум. Те сакам, Господе Исусе Христе, под нозете негови, ничкум. Има интересна заедница, ничкум го повторува тоа, ама не го разбира, само со умот. И го копираат од наш сопобратим. Да му се покориш, да му се ветиш, предадеш во собственост, да му се понизиш за да те подигне во духот, да умреш на крстот, ти, стариот човек, грешен, ти што сакаш, да те распнат и да се родиш во дух. Исус им вели, можете ли да се крстите со крштението со кое јас сум крстен? Мајката на Завеедевите синови му вели, аме јас сакам моите синови да седнат. Видите, таа сака. Исус требаше да ја рече, беге од мене, сатано. Можете ли да се крстите? Што значи? Духот да зборува, да се откажеш од себе си, да се покаеш, да се родиш во Исус, да се соединиш во љубовта, со срцето да разбереш, да те исцели, со срцето да разбереш, со срцето да ти се отворат тајните на срцето, да паднеш на колена и да кажеш, на вистина сова се Бог пред некој сотрудник кој вистински му служи на Исус, да простиш секому, на сите, да не осудуваш, пазете, да се покаеш за гревовите на предците. Те сакам, Господи Исусе Христе, и да ја извршуваш неговата волја. Неговата волја. Ево ту 6 сат са бајле шетаат луѓето по плажата. Неговата волја дали ја извршуваш? Да не правиш ништо од себе лично. Ве уверувам дека мнозина ќе сакаат да влезат, но нема да можат. Целата суштина е Лука 13:24. Мнозина се повикани, малкумина се избрани, замолкнете вие таму позади, одете прошетете понатаму. Исус е врата, тој е духот на овој свет, трошат многу зборови. Исус е врата, порта за влез и излез од овој свет во духовниот, излез од телесниот, грешен, паднат свет, влез во Царството Божјо. Те сакам, Господи Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам. Исус вистински да влези и излез од телесниот. Дали си застанал ти пред таа врата? Па побарај го Исуса. Исусе, каде си? Исусе, помогни ми пред таа врата. Исус вистински, собуи ги сандалите. Дали ги собу сандалите, зашто стоиш на свето место? Дела 7:33. Му вели ангелот од запалената грмушка со Божиот глас, капината која не согорува. Еве, доаѓам да те ослободам. Дела 7:34, да те ослободи од што? Од самиот себе. Од грешните страсти, од стариот паднат сатански човек, од нељубовта. Дали ги собуваш сандалите и стоиш се уште на свето место пред него? Дали му дозволи да влезе во твоето срце? Те чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него, да те направи силен, дали му дозволи во дух, дали му ги предаде клучевите на твоето срце? Се важни прашања, вистинско заедништво со Исус. Дали не мислиш ти дека си христијанин, си живееш по-старо? Дали се уште стоиш пред портата и гледаш, таму го гледаш на некоја фреска, на некоја икона или некоја биста или некој цитат и не влегуваш внатре? А домакинот, пазете, ја затвора вратата и вие, ако останете надвор од Исус и тропате и викате, Господи, отвори ни, Господи, Лука 13:25.
Кога се затвори вратата, готово е. Дали си вон Исус или си со Исус во тебе, во срцето. Дали Исус вистински живее во моето срце е важен момент. Ретко кој го разбира тоа. Или си вон портата и ти вели Исус, не ве познавам, кои сте и од каде сте? Кои сте вие? Вие ќе викате, со тебе јадевме и пиевме, оделе на служби. Ти подучуваше по нашите улици, Лука 13:26. Зборува за телесна или за духовна храна. А Исус ни вели, не знам кои сте и од каде сте. Бегајте од мене сите вие што вршевте зло. Лука 13:27. Вршиш зло, значи си постапуваш по свое. Не си му се предал, не ја извршуваш неговата волја. Имаш своји желби, тогаш не си христијанин. Мојата храна, вели Исус, е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати. Постапуваш телесно, своеволно, во старата, падната природа. Постапуваш по светот, а не по Исус. Ти како што сакаш, по своја, а не по Негова волја. Исус ни вели, а вие ќе останете избркани надвор. Ќе има луѓе кои ќе седнат на трпезата во Царството Божјо од секаде. Дела 13:29 и еве стихови. Некои што овде се презрени, таму ќе бидат почитувани. Некои што овде во светот се почитувани, таму ќе бидат презрени. 13:30. Знаете, световните вредности не се вистински. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата. Дали вистински, туку собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец ги јаде. Те сакам, Господи Исусе Христе, дали вистински се поклони на Исус во дух и вистина, се соблече стари од себе и се облече во љубов во Исус, или само си слушнал за Него од некој сотрудник, се помолил малку, си се искапел малку, телесно и во дух, и си живуркаш, умираш на тенане во калта. Дали извршуваш сатански телесни дејства, обредни постапки, по ликот на земниот човек, како прават другите, така и ти, сите крадат и јас крадам. Во духот на овој свет, дали постапуваш во тој дух или те преплавува Духот Исусов, го славиш и му се поклонуваш само нему, на Исуса Христа, и велиш, татко мој небесен, се враќам пак, ке викаш, Ава, Оче, ке го прославиш Него, само Исус, ке велиш, Господи Исусе Христе, и извршуваш Неговата волја, зашто храната што треба да ја јадеше, да ја исполнуваш волјата на оној што те прати, вратата кон небото е тесна, затоа трудете се да влезете низ неа. Дела 13:24. Дали вистински се понизи, се врати во Исусово водство и собственост? Дали во љубовта на Отецот Небесен, дали имаш сила да станеш, да се родиш, да се преобразиш од син човечки во син Божји, со наследник Божји, син на семокниот Бог, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Ете, тоа е христијанство, да се вратиш во Неговата љубов, да му додадеш клучевите од твоето срце, да почнеш да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој грев, да ја прифатиш Неговата волја и да копнеш и жеднеш за Царството Божјо,
koje nema kraj. Te sakame, Gospode Isuse Hriste, i ušte poveki ke te ljubime. Все što je od Isus neka ostane vo всеко jedan od nas, все što ne je od Isus neka zamini, neka ne se vraća poveke. Ne za sataната i smrtта, da za Isus во моето срце и насекаде. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Дојди во целата Македонија, на целиот македонски полуостров, да им ги исчистиш срцата на политичарите, да не ги крадат луѓето. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија, помогни ни. Семокниот Бог запиштал македонец, а тука некои сатански синови велат: нема, ние сме тие. Ама вие имате друго име, Исус го дава името, не вие што ќе изберете. Тој ќе ви даде ново име на бело камче, а тоа е друга приказна. Од земјата до небесата, за секогаш Исус. Бегај од нас, Сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, татко мој, те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробава. Не се плашам од зло, Ти си со мене,